Последна недела почна да доаѓаат лидери на политички партии. Почна да има протестите употребна вредност конкретна за политиката. Дојда некои луѓе кои 2 недели пред тоа осудува, после 2 недели дојда као да ве подржува, беа свиркани од масата, ја ги имам тие снимки, не знам дали може да ги најде баш сега нашиот организатор Тони, но не е битно, постоje тука. Некои луѓе кои месец дена пред тоа говореа дека тоа не е начин на решавање на проблемите во Македонија, дојдоа да ве подржат, а беа свиркани па се врати. Сега да не именувам политички субјекти кои беа и свиркани, многу добро се сеќавам, но еве да изнесеме една тајна. Може да изнесеме една тајна. Сакаме да изнесеме една тајна. Може да изнесеме тајната. Што сакавме да направиме ние како разговаравме со партиите. Ние бевме пред штрајкот со глад кај одредени партии. Тоа беа либералната, демократската и ВМРО. Сакавме да ги издружиме. Кога веќе ни дојде преку глава, а кога веќе свативме дека оваа власт е спремна да не жртвува, па макар што да е, онда рековме да се обидеме и партиите да ги издружиме. Ете тоа, ја го рачунам тоа како еден младечки идеализам. Сепак сме млади луѓе. Све си мислевме ние дека можеме да направиме нешто, да едноставно, кога више овие не сакаат ништо да направат, па дај да видиме дали можеме да ги срушиме комплетно. И не прифатија партиите, не прифатија. Кој не прифатија? Тогаш беа либерална и демократска во процес на обединување. И мислам дека не им одговараше, а ВМРО ДПМН, еве сега сум у малку незгодна позиција, меѓутоа ВМРО ДПМН знаете дека е дежурен кривец низ години и што немаше да прифата, немаше ние да прифатиме да застанат позади нас, зашто тогаш ќе беше нели политика, партија стои за. Во никој случај една партија немаше да прифатиме да стои. Во тоа време, само ако сите се. Во тоа време 3 партии, денеска 2 партии, после вчерашните избори во Битола 17-6. Замислете што ќе му се десише на Социјалдемократскиот сојуз, да тие искористеа евентуално таа тензија и да таа тензија усмера онака политички кој што тоа партиите го прават. Веројатно ќе падне СДС многу комотно, но знаете како, по прашање на проценка политичка за некоја историска не го направија тоа, ние продолживме во штрајк со глад. Меѓутоа, она што рекоа дека ќе го направат, дека кога ние ќе штрајкуваме со глад, дека ќе ни дадат подршка, макар да не бидеме тепани или што ја знам, го направија, дојда. Дојда, беа со нас, се потпиша, се слика со нас и замина. Да, но беа многу различно прифатени студентите, партиите. Не би сакал да коментирам. Не сум во објективна позиција. Добро, јас стварно не знам дали ќе ги најдеме на камера. Па еве изгледа ги. Но тоа не иде, еве ги. Може тоа веројатно да оди. Еве може тоа да видиме како изгледаше пред година дена ова време центарот на Скопје. Односно 4 март минатата година. Да. Се кажи ми кој лежи тука. Еве да ги идентификуваме. Јохан е позади од комитите. Оваа девојка што ја пуши цигарата, таа е на правен факултет. Дечкото со долга коса исто е на правен факултет, да. Дечкото со научарчиња се вика Васко. Тоа е бизнисмен, ми се чини. Сега ќе дојде нова лента. Тони ќе спакува нешто. Еве, тука се пишуваат пароли. Ми се чини дека имаше онака доста интересни досетки. Еве ги педагозите. Да. Тука се уште не беше дефинирано што ќе се случува, не ни знаевме, не ни даваа да го кренеме шаторот. Да, имаше некои невладини организации за кои што прв пат слушнавме, кои што велеа дека тревата сме испогазиле и дека ќе настрада целата еколошка равнотежа на Македонија и понатака дека ќе пропадне цел свет и озонската дупка дека ќе се зголеми и дека во лето кога ќе се сунчеме сите ќе добиеме рак на кожата. Но ние посадивме садници, нели? 15 од кои што денеска 13 стојат. Две садници веќе не постојат. Еве согласност. Тоа е согласност од Гралтек за подигнување на шатор, кое што полицијата не е. Може ми тоа да го коментирам. Бевте без шатор, правите согласност од град Скопје, градскиот архитект Кадиевски, така мислам дека се казва. Да. Ви даде согласност. Да. И
шаторот требаше да се подигне, еве е согласноста добиена од градскиот архитект, според толкување на правниците со кои јас сум контактирал, компетентна согласност. Да, бидејќи тоа е градско подрачје, меѓутоа не е градскиот архитект вели времено може тој објект таму да постои, дури да послужи на намената. Да, еве, има тука неколку моменти кои што можеме ги искоментираме на брзинка. Така, но шаторот ви го струшија првиот ден. Да, не ми дозволија да го поставиме шаторот и... Ево, Филип, дај го Филип, додека оди. Да се, како рече, после напорна работа, освежи. Да, еве, нешто, ја мислам дека со тебе разговарам. Еве, прв пат да се обратам на ти. Не ни уважа согласноста и ни го струшија шаторот. Точно. Тогаш во тој ден го суспендира и ги суспендира законот за град Скопје, кој што е дел од законите за локална самоуправа и едноставно што политиката ја замеша во образование, веќе и локалната самоуправа не значише ништо кога нешто мораше да се стопира. Сега се случи нешто утрешниот ден и утрешниот ден едноставно излегува некој од градоначалниците во Скопје. Тука веќе не може да направат ништо и се сеќавам дека имаше гужва огромна, имаше тепачка, јас имав неколку модрици од полицајците по рацете.